Почитувани гледачи, добро вечер, ова е емисијата Гостин во студиото. Каква е состојбата со легализацијата на дивоградбите во општина Струмица? Можат ли општинските власти да го планираат развојот на општина Струмица во отсуство на немање урбанистички планови, кои што пак се кошница, бидејќи постапката околу легализацијата на дивоградбите не е завршена? Не е завршена ниту пак постапката со денационализација, ниту пак приватизацијата на земјиштето во нашава земја, со кој што стопанисуваше Република Македонија. Ова се дел од прашањата кои што ги тишти, се разбира, општинските власти, но ги тиштат и граѓаните кои што очекуваат нови улици, канализации и водоводи. Токму на оваа тема, на овие прашања, во наредниве минути разговараме со Стојан Динев, раководител на Оделението за урбанизам при општина Струмица. Господине Динев, добро вечер, добре дојдовте во емисијата Гостин во студиото на Канал Вис. Добро вечер, фала на поканата. Начнав неколку прашања, бидејќи ова е осетливо прашање, очекувањата се големи и на граѓаните, и очекувањата се големи на општинските власти во делот на планирање на развојот на општина Струмица. На самиот старт, каква е состојбата со легализацијата на дивоградбите во нашата општина? Без легализација на тие дивоградби, може ли општината да го планира собствениот развој и 2018-та? Значи, со самото донесување на Законот за бесправни градби 2011 година, мислејќи дека брзопотезно тој проблем ќе биде решен, меѓутоа наидовме на редица проблеми кои го развлекува овој период, дали при доставувањето на елаборати на несоодветен рок и така натаму се развлече веќе 6-та година, меѓутоа се уште сме далеку од конечно решавање на тој проблем. Затоа мислам дека тој проблем е заеднички, значи за понатамошен развој на општината треба да допринесат и самите граѓани. Значи, ако сакаме да вршиме планирање на некои нови детални планови да носиме, значи во постапка за инвентаризација, кога ќе се појави дивоградба, значи ни се скратуваат можности за планирање на тој простор, како за утврдување на јавен интерес, мислам улици и патишта, така и при парцелацијата на самите градежни парцели. Тој проблем е многу значаен, бидејќи општина Струмица полека, значи за индивидуално домување ги намалува веќе површините за градба, а потребите на граѓаните секојдневно се зголемуваат. Затоа треба ова еден вид апел до граѓаните да отпочнеме на постапка заедничка, бидејќи на тој начин ќе ги решаваме со самото планирање редица проблеми кои се наметнуваат, дали ще се однесува за инфраструктура, водовод, канализација, осветлување и така натаму, значи и можноста за луѓето легално да се извадат одобрение да можат да инвестират и да градат. Тоа е фактички и целта на планирањето. За да се реши тој проблем, мора, значи, еве веќе пред истеке и второто продолжување према Законот за бесправни градби, кај што до 31 декември, значи, се престанува со приемот на елаборати, значи комплетирање на документација. Се навести од страна на министрот дека ќе биде пролонгиран уште еден рок, ќе се даде уште една можност. И тоа е добро да се реши, меѓутоа некако луѓето се премногу индолентни и не забрзуваат со донесување со комплетирање на документација, така да има информации дека голем број на веќе изготвени елаборати кај приватните компании и стојат, а не одат луѓето да се ги подигнат. Дали причината сигурно е веројатно и финансискиот дел. Само за момент, колку што ве разбрав, значи поднеле барање за легализација на дивоградбите и едноставно не е завршена таа цела постапка, врз која пак вие можете соодветно да го планирате тој развој или пак да го урбанизирате одредена област. Мене ми е прашањето, има ли многу такви случаи кои што едноставно ви ги врзуваат рацете како општински власти да планирате и да го урбанизирате одредена локација? Да. Тоа е главна пречка, бидејќи поред Законот за просторно урбанистичко планирање при отпочнување на една постапка за урбанизација, односно донесување на нов детален план или за дел од блок, ако се носи некој план, значи во таа фаза на инвентаризација треба да се лоцираат самите дивоградби, односно
тие што се решени и веќе спроведени во катастар и тие што се во постапка, меѓутоа не е завршена целосно постапката, тие се главните причини за да не можеме да вршиме планирање на тој дел. Значи, затоа уште еднаш апелирам граѓаните, значи, да ги комплетираат сите барања, како би можеле службите да ги решат сите тие проблеми, бидејќи, еве како аргумент или како доказ, да кажем, при првото поднесување околу 9306 барања беа поднесени за легализација, иако поминаа веќе 6 години, до лани истече рокот за првата тура, значи, од кој е околу 40 и нешто посто имаше само комплетирано, другите го изгубија правото за легализација, бидејќи не ја комплетираа документацијата. Со новото продолжување се даде уште еднаш можност, бидејќи се зборуваше дека приватни геодетски компании се малку на број и не можат соодветно да одговорат на тој период да ги стасат сите тие елаборати. Се даде уште една можност, меѓутоа уште полоша состојбата. Со второто продолжување од новите барања кои беа негде околу 3100 нови барања, до денес имаме само околу 800 елаборати, а еве уште 20 дена останува рокот за докомплетирање на документацијата, што значи повторно ќе не идеме на тој проблем, ќе не може целосно да ја завршиме таа постапка. Не може да донесете урбанистички план. Не можеме да носиме, или законот да се интервенира при измена на законот, значи да се донесе дали нов закон или продолжување на стариот закон. Меѓутоа, јас мислам дека донесувањето нови закон уште повеќе ги осложни сите тие. Тоа сакав да ве прашам, еве, велите дека најавија од Министерството за транспорт и врски дека можно ново пролонгирање. Сето тоа нема ли да ја развлече целата постапка? Има луѓе кои што можеби сакаат да градат, имат купено парцели, но не можат да добијат дозвола бидејќи таму не е донесен урбанистички план. Да, јас мислам, мој личен став и моје размислување е дека на тој начин нема да се многу реши тој проблем, бидејќи тоа што рековте дека ќе се разводенат сите тие постапки, уште повеќе ќе се пролонгираат, а за тој период ние не може да носиме нови детални планови. Така да може да ги лоцираме сите тие три моменти, се три вида на проблеми. Едниот е да кажем, има парцела, собственик има можност за градежна парцела да се формира со самото планирање. Парцелата е без градба, значи тој сака коректно да донесе детален план, да се извади уредно одобрение за градење, како би можел да гради. Втората категорија на проблем е сите тие што имат поднесено барање, а нивните елаборати не ја комплетираат. И другиот дел се луѓе кои што имат легализирано, не спроведено во катастар. Значи решение правосилно имат, ама не е спроведено во катастар. Значи тие се главни проблеми што треба многу да бидеме поажурни, побрзи, како би можела и општината да врши планирање, бидејќи програмата за урбанизам, за донесување на нови детални планови е доста обемна, меѓутоа секој пат наидуваме на тој тип на барање. Од друга страна пак, да кажем, во тие делови кои што сакаме да ги урбанизираме, луѓето, тие што мислам веќе се легализирани, што се завршиле постапката, одма поднесуваат барања, иницијативи за приклучоци на инфраструктура и така натаму. Меѓутоа, за жал, општината не може да одговори на такви барања, бидејќи немаме детален план. Значи, за да предвидиме траса за водовод, канализација, улично осветлување, тротоари и така натаму, значи, потребна е планска документација со утврден јавен интерес како би можеле сите тие инфраструктурни проекти да се реализираат, односно да добијат во уредна постапка и одобрение за градење и така натаму. Како што ве разбирам, господин Динев, иако урбанизмот ми е малку подалеко како област, заради одредена категорија на граѓани кои што се индолентни во процесот на легализацијата на дивоградбите, страдат еден добар дел други граѓани. Да. Тој е поголемиот дел што страдат. Значи, заради 70 или 60% кои што не се ја завршиле самата постапка, страдат 20. Како ќе го решиме овој проблем? Значи, единствено изборот на граѓаните, значи да самите допринесат да се вклучат интензивно во тој процес, како би можеле да ги завршиме сите тие барања, сите тие предмети и потоа кога ќе се прават сите тие ажурирани подлоги, значи ќе немаме нелегални објекти и целосно ќе може да ја завршиме постапката, односно да го донесеме планирањето, како би отпочне после со издавање на одобрение за градење.
Помина доста време, од овие 9306 кои што спомнавте пред 6 години. 6 години се уште не е завршена самата постапка. Значи, ако тука веќе ова претпоставам не е само на општина Струмица проблем, тука е генерално, тоа генерално е за цела држава проблем. За цела држава, бидејќи законот е еден за сите, нели? Закон за просторно урбанистичко планирање и се јавува тој проблем. И дали сега луѓето, бидејќи доаѓаат, например, некој поднел комплетна документација, му е дадена урбанистичка согласност и пресметка со која нели треба да ги плати таа такса за легализација, меѓутоа луѓето едноставно не реагираат и предметите така не стојат, како не завршени. Значи и тоа е доста голема бројка. Процентуално сега, ако земеме грубо да направиме, значи едно 30% може да кажем дека имат уредна документација, другото немат уредна документација и тоа е голем проблем. Лаички, комшија, завршете ја постапката околу легализацијата за да добиеме пат или улица. Да, тоа е заедничко треба, значи за тоа е повеќе и ова емисија, нели, на еден начин на мој размислување да ја направиме за да дојдеме до граѓаните, мада не значи дека ќе завршиме овде на ова емисија, нели, секој пат може во просториите на секторот за урбанизам да дојдат и заеднички да ги решаваме проблемите, да видиме кои се главните причини. Нам поголемиот дел се парите, средствата и така натаму. Меѓутоа тоа се инцидентни случаи кај што некоја пресметка ќе излезе повисока сума, меѓутоа другите се поситни пари. Генерално некаде околу 150 евра предпоставам се. Тука негде се движа тие. Сега ценовникот е утврден за геодетските фирми што ги земат за елаборатите во страна на владата, тие работат по тој ценовник. А другото зависи од квадратурата што треба да ја легализира. Од тоа што ве следам, има и такви луѓе, како што ве разбрав, дека изготвени се елаборатите, тие елаборати стојат кај геодетските компании, што значи укажува на тоа дека граѓаните немаат пари, бидејќи мора да го подигнат тој елаборат, изработен, треба да го платат. Но Динев, она што вака сега, значи има граѓани кои што пак уредно се ја завршиле постапката и чекаат едноставно поднеселе барање на приклучок на канализација, водовод и инсистираат на улица, инсистираат на патишта. Како ќе им се излезе во пресет тогаш на тие граѓани? Значи со самото решение кога го добиват за легализација, тие не се стекнуваат со сите права за добивање на такви инфраструктурни приклучоци, бидејќи сега, како што рековме, причина се комшиите кои што не сакат да го легализираат и автоматски го кочат и другиот комшија што има легализирано веќе објект. Затоа што одговорот од страна на општината за уредување на градежно земјиште треба да значи донесување планска документација и реализација на истиот детален план во рок од 5 години, планскиот период што е за донесувањето, односно за реализација на планот. И ти најмногу сакам да една дилема да решиме што со тие предмети. Значи, за тоа мислам да е добро да направиме на емисија, односно не емисија тука, една средба со граѓаните во поготово еве сега да кажеме веќе неколку години се пролекува низ програмата блок 39 и блок 40, тоа е местноста Софилари. Дали е Софилари најкритичната локација каде што во врска со тие девоградбите или? Значи генерално проблемот е за било кој блок кај што треба нели да се донесе, дали е стопанство, дали е станување, сега по важно прашање е станување да се обезбедат нели луѓето. Бидејќи градот перспективно ќе се шири на тој северозападен дел од градот, бидејќи другиот дел према Куклиш и према Градско Балдовци, таму е повеќе стопанство, а додека живеењето, односно стамбената индивидуалната градба ќе биде повеќе на север и северозапад према Баница. Фактички на тој дел имаме повеќе блокови према генералниот план, кај што планираме да отпочнеме постапки за донесување детален план, меѓутоа главна кочница ни е нерешавањето на предметите од дивоградбите. Како што спомнавте и вие во најавата, значи тука има и друг проблем, денационализацијата е исто така голем проблем, бидејќи при планирањето ние вадиме ажурирани податоци од катастрот. Собственост, урбанистот кога ќе отпочне постапката за планирањето, значи во рамките на собственоста решава и градежна парцела. И во такви случаи може да се смени во текот, бидејќи самото планирање е постапка која трае малку подолго време
а преку ноќ се менуваат, добиваат собствениците некои нови решенија за денационализација и така натаму и се мери структурата на собствениците се променува и така да после ако го донесеме ние во према првичната сознанија, односно подлогата што е ажурираната, додека да го донесеме планот веќе е во голем дел на собственоста и во такви ситуации оди тешко и реализацијата после на бидејќи се јават двајца, тројца собственици во иста градежна парцела и редица проблеми се трупат. Значи, сема легализацијата, спомнавте денационализацијата. Дали тука представа проблеми приватизацијата на земјиштето? Бидејќи спомнавте северозападниот дел, тоа беше дел на Република Македонија земјиште, сега... Да, променато и со самата приватизација, бидејќи тие податоци не се целосно завршени, мислам, тие постапки за денационализација и приватизација, и тие се еден вид кочница, бидејќи настанува, како што реков, промена после на собственоста и треба после нови измени на планови, кој што е тешко поизводливо тоа да се прави откако нели ќе има првичен преглед, па потоа промена на сето тоа што го планира. Да. Тие три нотирани, значи проблеми се главни причинители за планирањето. А планирањето е општ развој на општината, секој пат оди преку планирањето, така да и самите програми што ги предвидуваме и приходниот дел и расходниот дел на програмите многу зависат од самото планирање. Да, бидејќи во секој случај мора да биде се во рамките на законот, кога се носи тие урбанистички планови, таа планска документација, мора едноставно пак да го развивате и општината, од таму да се влечат и приходната страна и да се инвестира во таа насока или во таа област. Кој е најголем проблем? Легализацијата, денационализацијата или пак приватизацијата во моментов? Значи тие се целосно врзани, значи поврзани се еден меѓу друг, меѓутоа најголем проблем мислам дека легализацијата, таа е основниот проблем, бидејќи со нерешени проблеми не смееме да вршиме планирање таму. И сега може да се случи да кажеме еве 39 и 40 блок во Софилари. Има изградено некаде околу 200, можеби 230 дивоградби. Така. А има многу повеќе празни површини кај што може да се врши планирање и сега тие луѓе се осакатени ради неажурноста на овие собственици што се на тие диво изградени објекти. И тука тежи главниот проблем. Затоа мислам е добро да дојде една таква средба како би можеле самите луѓе директно и од нас, а и меѓу себе, како комши, да седнат и да го заеднички решаваат проблемот. Планирате ли ваква средба? Еве и да упатиме еден апел до сите кои што или допрва ќе излезете со официјално соопштение каде, кога, едноставно да се размена сите тие аргументи и мислење да се најде некој заеднички јазик. Па тоа треба час поскоро да го направиме, бидејќи еве сега не чека и донесувањето на буџетот за 2018 година, така да немаме многу време за губење, како би можеле да ги консолидираме и самите програми за реализација за донесување детални планови, отпочнато одма после Нова година, како би имале време да ги исте донесеме, во колку за година дена ги донесеме, тоа ќе биде супер. Сега зависи од ажурноста на Министерството, секторот за планирање на просторот и така натаму, бидејќи чекаме согласности за конечно донесување страна на Советот на деталниот план. Така да, еве сега во наредните 2 дена јас ги повикал, би апелирал до граѓаните да учествуваат, да земат масовно учество на таа средба што ја планираме. Ние на еден начин ги извадовме сите собственици на тие катастарски парцели во моментот, како што е состојбата во блок 39 и 40. Ќе ги известиме, значи и со апел, а можеме и писмено да ги известиме како би било помасовно присуството. Планираме за во петок да го направиме тоа. Предпоставам дека и дополнително ќе имаме информација за точниот термин и точната дата. Да. Едноставно да се соберат сите, и оние кои што се легализирани, и оние кои што не се легализирани. И тие што немаат градби, значи сите заедно да отвориме една поопширна дискусија и со сами предлози од граѓаните, на кој начин можеме, ако има тие предлози, како да го решиме тој проблем, бидејќи заеднички, тоа е и проблем за општината и за граѓаните. Дине, вака кога ве слушам, добивам впечаток дека општинските власти не сакаат да преземат репресивни мерки.
во делот на тоа, бидејќи премногу се толерира, ајде да кажеме еве со години. Што во случај? Еве и понатаму, законското решение е до 31.12. Ако евентуално и понатаму индолентни остануваат граѓаните, оние кои што поднеле барање и се уште не се завршиле постапката околу легализацијата, можно ли е, дали законот вам ви овозможува едноставно да не ги прифатите во тој урбанистички план, да се оди на рушење или не знам, затоа сакав да прашам. Бидејќи додека кај Македончето, ако не заигра стапот, тешко одат некои работи. Што во случај ако евентуално и понатаму остануваат индолентни? Тогаш трпат сите останати. Ниту градот може да се развива, ниту може да се планира, ниту пак тие што имаат парцели таму можат да извадат дозвола за град. Да, точно така, бидејќи законската обврска е по завршувањето на постапката на легализација, може, например, за неуредна документација да добие одбивно решение, нели, самиот граѓанин, и на тој начин не преоставаме ништо друго, туку тоа негативно решение да го пратиме во градежна инспекција и за жал треба да се оди на извршување, тоа е законската обврска. Меѓутоа, затоа е тој апел, затоа сакам оваа средба да иницира се повеќе и повеќе проблеми да решаваме заеднички, како не би дошли сите заедно во една незгодна ситуација. Незгодна ситуација, да. Бидејќи законот е тој еден е за сите и ако дојдеме до спроведување согласно законот, значи ќе имаме многу непријатна ситуација. Непријатна ситуација. Но јас ве разбирам вас дека нели подобре да се седне на маса и да се најде некој заеднички јазик околу да се преземат тие мерки, но очигледно ќе мора некојаш и да заигра и стапот. Јас претпоставам бидејќи еве 6 години помина и овој нов рок пролонгирање трпат одредена категорија на граѓани заради, ајде не кажам несовесност, иако можеби финансискиот аспект го прави својата, но до кога вака? Точно така, значи за тоа и тој апел, за тоа и ние вршиме притисок врз граѓаните, не притисок, туку еве да кажеме сакаме заедничко да го решиме тој проблем. Значи бидејќи стварно треба да бидеме одговорни и према тие луѓе што коректно си чекаат детален план и сакат да си уредно извадат одобрение и да отпочнат со реализација со градба. Додека останатиот дел, значи кој што се пречка, треба вистина сериозно да го свата тој проблем, бидејќи не е само негов личен, туку се однесува и на другите категории на луѓе. Така, и на соседите, и на тоа што може да се инвестира, нели, да се донесе таа планска документација и тој урбанистички план, за да може пак да се инвестира од страна на општината во урбанизација или во со јавни добра и јавен интерес да има проекти. Значи се нанесува штета и на самата општина генерално земено, бидејќи приход од реализација на тој, бидејќи за уредување на градежно земјиште или соодветен надоместок треба да се плати. Значи како би можела и самата општина да не ги нотира тие како сиви зони, непланирани, а земјиштето е на денешно време да не го искористи како градежно земјиште е навистина трагично, така да мораме да го сватиме тоа како сериозен проблем за идниот развој на општината. Бидејќи во колку се нема приходи, општината е во функција, значи приходите од граѓаните да ги исто враќа на граѓаните. Така. Зборуваме, рековте за блок 39 и 40, ако не следвам, со софилари. Има такви исто така критични области кај што фала како се вика урбанистички плана, има и интерес кај граѓаните, освен софилари или пак претежно станува збор за таа област тука кон затворот. Значи намената на тие блокови, таму се повеќе блокови, сега да не ги кажувам сите подред, значи одиме фазно, радијално, значи го шириме градот, кај што имаме до Светилицки пород, значи имаме веќе планска документација, за тоа сега планираме 39-40, а после втора линија останатите блокови. И како би створиле за идните генерации веќе да бидат тие детални планови донесени и без проблем било кој инвеститор кој ќе сака да инвестира во градежништвото, значи да ја има најкратката можност. Дали ќе откупува плац некој слободен на продажба ќе оди или си има собствено земјиште, значи тие чекат луѓе детални планови. Така. Ја спомнавме и денационализацијата. Имате ли, мислам, иако можеби тој процес оди преку државните институции, како може општината тука да интервенира? Да, точно. Приватизацијата и денационализацијата, значи Комисията за денационализација води таа постапка, а приватизацијата
односно трансформацијата ја водат имотно-правните служби, тие се под капата на Министерството за финансии. Значи тие апелот до нив сега знам дека и тие со кадровски проблеми ги имат многу малку, а предмети ги имат доста. Така да треба да се најде решение и тие постапки паралелно да се побрзо завршат, како би се ослободила општината да може идно планирање да врши на поголем дел од територијата во рамките на офатот према генералниот план на општина Струмица. Значи ли тоа дека ќе побарате директ од Министерството за финансии да се најде ресурси, иако можеби не само Струмица, ано збор за цела Македонија, некако да се најде тој модел за да се заврзат генерално сите тие три проблеми, и легализацијата, и денационализацијата, па и приватизацијата, со цел да се соодветно планира да се донесе таа планска документација. Како локална самоуправа, дали ќе побарате нешто едноставно, бидејќи вака како што стојат работите, одите на добра волја и едноставно молење на некој начин. Дали ќе ја добиеме таа доброволја, прашање? Едноставно ги молите, иако... Да, бидејќи заеднички интерес, што реков, значи мораме сите да бидеме коректни и коректно да се однесуваме и како одговорни луѓе на тоа општество, така да секој пат најлесно е општината е крива за овој проблем или владата е крива за оној проблем и така натаму луѓето, а секој пат проблемот тежи кај самите граѓани, значи треба да бидеме малку поодговорни во самокритични. И самокритични, за да ги решаваме, што реков, заеднички си тие проблеми. Така, планирате средба во домот на Арама, најавивте петок, што ако евентуално не дојдат тие сопственици кои што поднеле барања или пак постапката не ја завршиле во врска со легализацијата, а времето тече 31.12. Сепак мислам дека тие луѓе се совесни, до сега некако можеби тие облегаа повеќе на општината дека ќе го реши сама тој проблем, меѓутоа гледаме дека проблемот е заеднички. Ако беа сите легализирани објекти, ќе немаше никаков проблем и општината ќе се преземеше своите ингеренции и ќе ги донесе овие детални планови. И доколку гледаме дека сега во голем број зависиме од самите граѓани, затоа не оставаме простор да стојат работите во место, туку да го решаваме проблемот како што треба. Така. Ова нека биде и апел до сите кои што на некој начин имаат парцели или објекти во местноста Софиларија, едноставно па и да разговараат со оние кои што не се завршиле постапката, бидејќи станува збор за заеднички интереси, заедничко добро за да се заврши и општината да планира. Во случај хипотетички да се да се заврши таа легализација или сите навала да има до 31.12, дај Боже, може ли веќе 2018 да се носи планска документација и да се работи на изготвување на урбанистички план, да малку погледаме на она светла страна? Може ли до 2018 тоа да се случи? Ако евентуално се решат тие проблеми за местност на Софиларија? Загрижувачка е состојбата, затоа и сакаме да го направиме тој чекор. Еве во една интерактивна дискусија заедно сите таму да се собереме заеднички и буквално се најават или некои нови предлози од страна на граѓаните да може да ги осанеме сите причини, дали ќе се однесуваат на материјалниот аспект или промена на нов закон, дали ќе се донесе, меѓутоа сепак кажам не е тоа баш исправно решение, бидејќи уште повеќе се разводенат работите и ќе не можеме да вршиме планирање. Или со евентуално измени на Законот за просторно урбанистичко планирање, кај што се даде поголема слобода и таму кај што има нелегализирани објекти на соодветен начин да се третираат, да не трпат штета останатите. Значи тука гледам единствено можност на тие два начина. Околу материјалната надокнада на тие луѓе како социјални случаеви се уште си важни или за тие категории, што не се во можност да го платат елаборатот, понатаму помага нели владата и катастрот. Сигурно ќе се продолжи и понатаму, меѓутоа луѓето не само во делот на елаборатот, туку после кога ќе дојде през сметката и тој дел немат пари, не може да го платат и тука најголем број од предметите се заглавени. Добро, спомнавте некои можни решенија, но што значи по она што ве разбирам мора да се интервенира во законското решение за да на некој начин да не трпат останатите, тие да стоат како црни точки во самата област или самата парцела. Може ли тогаш да се планира? Сега се е до закон, значи тоа е по закон за
правилникот уствари за просторно-урбанистичко планирање, кај што член 3, мислам, став 8, кај што е децидно кажано во фаза на инвентаризација треба да се нотираат сите тие легални и нелегални објекти. Доколку дојде до интервенција во тој дел, да се отстрани, значи да може да нема забрана, туку да може да се планира, тогаш наједноставно ќе биде, значи, и таму кај што имаме диво градба, иден развој да предвидиме без разлика што нема урбанистичка согласност, нели урбанистичка согласност што издаваме постапка за решавање на дивоградбите, значи дека во идно планирање треба дали постои можност или не да се вклопи во Тоа е пообемна постапка за собственикот, предпоставува. Тога треба параметри, урбанистички, правилници и така. И предпоставува многу поскапо ќе го чини тоа, утре задутре некој... Парцијално, ако се решаваат проблемите, секој пат поскапо издава. А додека кога се донесе цел на ниво на блок, тогаш е тоа од средствата општината што ги издвојува и на тој начин граѓанинот не дава ниту денар за планирањето. Така. Мислам, тие пари седат на граѓаните. Апсолутно, да. Тие ги даваат и потоа општината ги реинвестира во нивната област. Но ова е ако се направи интервенција во законската регулатива. Како што стојат работите, тешко. Значи, сега бидејќи настана период на промена на власта, реорганизација и така натаму, значи најавени нови реформи, измени во законски процедури и така натаму, мислам дека може преку ЗЕЛС најдобро е да се организираат такви средби и сите градоначалници, односно учество на сите општини со поединачни предлози, секоја бидејќи ние сме на фронтот на решавањето на проблемот изложени и можеме со наши идеи да помогнеме околу целата процедура, како би можеле заеднички преку ЗЕЛС па да се влијае врз соодветното министерство за донесување нови предлог закони и така натаму. Во таа постапка некако да ја малку олеснеме и реализацијата на тие планови. Да, ќе олесните во делот на вашето урбанистичко планирање, но тогаш се напласнуваат проблемите на оној кој што нема да го легализира објектот, односно она парцела дивоградба заклучно до 31.12. Апропо она што го рековме пред малку, доколку парцијално се решаваат и отпосле се направат одредени измени, многу потешко ќе биде да се вклопи таа негова дивоградба и поскапо ќе го чини во урбанистичкиот план, колку што ве разбрав. Така. Значи ние ако постапивме согласно законот како не беше продолжувањето што беше дозволено, значи околу 9300 предмета, околу 4500 значи беа комплетирани, другите 5000 требаше да ги одбиеме. Меѓутоа, ради продолжувањето на рокот се даде можност, анализирајќи ги така барателите, гледам дека од тие 5000 што беа во првиот бран, нема многу да се повторат, што немале елаборати, да се повторат со нови барања за продолжување во вториот бран, така да тие луѓе едноставно, ако останат како нелегални градби, тогаш мора согласно законот одбивни решенија да се направат. Ако го има одбивни решенија, можно е да има и, како се вика, рушење на одредени дивоградби кои што нема да се совпаѓаат. Во крајен случај тоа е законска обврска. Така. Динев, јас ти благодарам, само уште еднаш подсетување до нашите гледачи дека можност за размена на идеи, мислење и сугестии во врска со легализацијата на дивоградбите може да си го кажат своето мислење в петок, предпоставам, во домот на Арам, ако не се лажам, за да може некако да се најде заеднички јазик. Според мене има две решенија. Или да се легализираат дивоградбите и да се заврши целата постапка до 31.12, или собствениците отпосле да плаќаат многу поскапо, и она трето решение кое што никој не го сака е отстранување на дивоградбите, односно нивно рушење. Така му доаѓа. Така. Динев, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Гостин во студиото. Се надеваме дека влијаевме кај оние луѓе кои што и чекаат, разјаснивме и што чекаат да добијат дозвола за градба и оние кои што ја завршиле постапката, едноставно тоа е апел до сите да се вклучат заеднички да се реши тој проблем. Да, јас мислам дека покрај таа средба во петок што ќе ја направиме сите заеднички и поединачно после тој период може да повелат сите граѓани кои се заинтересирани соодветно за некој проблем во просториите на секторот за урбанизам.
при општина Струмица, така да колку можеме да ја насочуваме и да ја помагаме на граѓаните како би го искоренили тој проблем. Така, ти благодарам уште еднаш, господин Динев, што беше дел од емисијата Гостин в студиото. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието. Искористете можноста за легализација на дивоградбите до 31.12. Сите нејасноти можете да се обратите во Оделенијата за урбанизам, за да после 31.12. не се кајате или пак едноставно се соочувате со пообемна постапка во врска со легализација на вашиот објект. Секој добро.